ДИК првичните неофицијални резултати од гласањето за избор на председател на Република Македонија и пратеници во Собранието на Република Македонија на изборите одржани на 27.4.2014 година ќе ги презентираме врз основа на податоците што се пристигнати по електронски пат врз основа на записниците од избирачките места. Најнапред ќе ви презентирам податоци за председателските избори, вториот круг, со пресек во 23 часот и 31 минута, имајќи во предвид дека секој час, секој миг пристигнуваат нови податоци, кои што вие овде имате можност да ги пратите и преку сајтот на ДИК, така да овие податоци што сега ќе ви ги кажам, веројатно веќе се со пола час закаснување, да, во секој случај, меѓутоа ова се званичните резултати кои што ќе ги соопштам со пресек од 23 часот и 31 минута. Значи, за председателските избори 2014 година вкупен број на избирачи запишани во избирачкиот список е 1.779.572 избирачи. Бројот на избирачки места од кои пристигнале податоци е 2694. Вкупен број на избирачи во избирачките места од кои пристигнале податоците е 1.243.888, а вкупниот број на избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоците изнесува 661.945. Во проценти, избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоците е 53,22%. Според овие податоци, кандидатот за председател Ѓорѓе Иванов има добиено 373.914 гласови, додека кандидатот Стево Пендаровски има добиено 264.659 гласови. Податоците за предвремените парламентарни избори се следните. Значи пресекот и за нив е исто така 23 часот и 31 минута. Вкупниот број на избирачи запишани во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори е 1.780.128. Број на избирачки места од кои пристигнале податоците е 2.743. Вкупен број на избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоците е 797.021. Во проценти, процент на избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоците е 62,52%. Јас ќе ви ги соопштам добиените гласови за оние политички партии, односно коалиции кои што имаат посериозен број, поголем број на добијање на гласови. Ако ве интересира, тука ги имаме податоците за сите 14 политички партии, така да најпрви по редослед како што е одено и на самото избирачко ливче, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата има добиено 194.760 гласови, односно процент од избирачите кои гласале 24,44%. Демократската партија на албанците ДПА
има добиено 49.836 гласови или 6,25 во проценти. Демократската унија за интеграција ДУИ има добиено 112.836 гласови или 14,16 проценти. И коалицијата ВМРО ДПМНЕ има добиено 345.724 гласови или во проценти 43,38. Ова се првичните неофицијални резултати за председателските и за предвремените парламентарни избори со пресек во 23 часот и 32 минути. Доколку имате прашање, Симулација на мандатите дали направиште? Во овај момент немаме симулација направено. Чекаме, мислам како што доаѓаат записниците, бидејќи сакаме да имаме наизворно самите записници од кои што ги носат општинските изборни комисии, тие ќе доаѓаат во теков на ноќта до сабајле, така да најверојатно на утрешниот прес, ако имаме секако што треба во ред со записниците со доаѓањето, ќе имаме и најверојатно и симулација. Само да дополнам. Да. Само да дополнам, значи симулација на мандати мора да се очекуваат сите добиени пристигнати по записниците и тоа треба да биде 100%, за да може точно да излегуваме и со број на мандати. Затоа не очекувате мандати што можеме да симулираме со 62% или 80% или така, да мора да пристигнат сите записници, па потоа ќе излеземе со мандати под добиене секоја политичка партија. Може ли генерално процентот да ни го кажете за председателските, за излезноста и за парламентарните? Колкав е процентот на излезност? Не врз база на обработените податоци, туку сукно дали може имате таков податок? Во моментов немаме таков податок. Како го оценувате денешниот изборен процес? Денешниот изборен процес, јас прво најбрво би се задржал кога веќе се поставува тоа прашање како ДИК го спроведе овај изборен процес, бидејќи обврската законска на ДИК е да ги организира изборите. Во тој дел можам да кажам дека ДИК својата обврска и должност за организирање на овие два вида на избори кои течеа паралелно од организационен и технички аспект дека ги изврши успешно. Односно оценката за како поминале изборите, во каква атмосфера и најавата на опозицијата дека не ги признава изборните резултати избори. Во овај момент ДИК нема да дава официјална оценка и проценка, со оглед дека треба да сочекаме можноста на политичките партии, односно представниците на кандидатите за председатели, да го искористат и правото на вложување на приговори во наредните 48 часа, од кои приговори за нас и ќе бидат и најверодостојни податоците кои што ќе бидат презентирани во самите приговори, да можеме да имаме права слика и можност да видиме како се одвиваа самите избори и накрај и да донесеме и конечни одлуки по приговорите, а со тоа и да дадеме евентуално и проценка. Во однос на прашањето, мислам тоа е политичко прашање, во она што ме прашавте за тоа каква одлука донесе Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, во тој дел мислам немам потреба да коментирам. Некој за технички аспекти кога ги спровела изборите, но предпоставам дека во текот на изборниот ден имате информација од терен. Как
какви беа информациите од теренот, дали ти денес имаш работа, одед ли да посетуваат одредени избирачки места, со оглед на информациите или што ги добиваме од пресконференциите на СДСМ. Дали имате вие сигнали денес воопшто на терен за такви случаи? Нашите сигнали, како што викате, ги имавме од поединци и од невладени организации и приметбите или приговорите беа од различен карактер. Ние истите ги имаме апсолвирано. За нас тие се полуофицијални или неофицијални, јас кажав дека за нас официјални податоци ќе бидат оние кои што ќе ги исцрпиме од приговорите кои евентуално ќе бидат вложени од страна на политичките партии, односно овластените представници на кандидатите за председател. Дали имате приговори од граѓаните дека тие не имаат право да поднесат приговор до тих колку им е нарушен? Да, реков имавме и од поединци, то подразбира и од самите граѓани. На голем дел од нивните приговори и барања ние благовремено им одговаравме, им дававме одговор на нивните барања и дури преземавме одредени преземања за да го остварат своето право, доколку имаа право за да го остваруваат правото на гласање, така да имавме и благовремено со нив и комунициравме и интервениравме на нивните барања. Немам бројката е релативно голема или мала. Најголем број во моментов и сега при самово доаѓање добивме од приметби кои што ни ги презентираше невладината Цивил. Оттамо доаѓаа најголемите приметби. Некои се повторуваат и со оние од поединечно што доаѓа. Ние ќе се потрудиме, ако се биде во ред со добивањето на записниците од општинските изборни комисии, ќе планираме негде на Пладне да имаме прес. Да, овде ќе биде. Во секој случај ќе бидете и званично и известени. Господине Илковски, а доколку евентуално се успеат приговори на одредени политички партии, како би влијаело врз резултатите од изборите? Сега не можам вистина да кажам како ќе влијае, зависи кој приговор за што ќе се однесува. Меѓутоа правило е и законско, ние може да донесеме одлука да го прифатиме приговорот и евентуално да се поништи гласање во одредено избирачко место, меѓутоа како ќе влијае ако резултатот овај бројот на гласачите на тоа избирачко место, кај што евентуално би било поништено, нема влијание врз целокупниот резултат од изборите, тогаш само ќе констатираме дека приговорот е прифатен, дека гласањето меѓутоа гласањето нема да се изврши, бидејќи нема никакво влијание врз целокупниот резултат од гласањето.